Здраво на сите, добродојавте во ново видео. Ова видео ќе биде малце поразлично од претходното. Си дојдов од работа, јадев, нешто имав некои алишта што ми се переа, ги спружирав такви некои работи. Сега сме малце у хаос, малце сме убрзање, немам нешто многу да одолговлекувам, да зборувам. Ќе ви кажам само накратко, се селиме, се пресуваме у друг стан. Станот сега кој што гледате е хаос. Значи, зад нас као бомбата има паднато и се имаме буквално премногу работи за пакување и се такви работи. Не можам многу да снимам, оти брзаме, така да ќе пуштам таймлепс за сите делови што правиме, како правиме, а после можеби ќе се навратиме малце. Во видеото ќе објасним подетално што се случува и како се случува. Оживајте. Еве сега ќе ви покажам кој ќе имате полн куфер како се закопчува. Полн куфер, мислам на куфер што е повише полн од неговите можности и се седнете на него вака. До душа, е дали е полн. Може пуште ја ставам тука. Ќе видим после како ќе видиш ќе биде. Така да, тоа е тоа. Чекай се вземам телефон. Не знам што ќе се гледа, колку ќе се гледа. Пичко матер. Се спотопам. Тука е еден куфер, сега треба да пакуваме тука патики такви глупости што имаме. Тука е вака општ хаос, кујна е катастрофа, треба тоа се средува, треба да тука средуваме сетап, треба се да си имаме биро, такви работи. Ке видиме тоа како ќе биде. Одам ја, не знам што зборам, буквално волку брзо никогаш не сум се спремил. Одам да најдам, не знам, вреки или нешто што можам да се пакувам, а вас ќе оставам повторно на таймлепс кој ќе правиме па нешто интересно. Накратко известам само докога сме стасени со работа, извадивме се сетапот цел раскостен во мониторот, ево кукиштото и такви работи. Ги собравме сите работи од прилика вака на куп, само ќе видиме како ќе биде, што ќе биде, расфрлани сме малце со торбици, со глупости, со друго. Сега земам да ги пакувам патигите и да земам да пакувам јакни и такви работи што имаме нешто останато, не знам како ќе се соберам, искрено. Ваму имаме уште гардероба што ни се суши, што не е исправно. Ќе земам малце да зачистам тука, додека чекам превозот да дое и од прилика тоа е тоа. Ќе товараме, сега ќе пикаме у комбе, у кола, ќе видиме што ќе видиме. Еве мал апдейт, докај сме стасани, изгледавме тука пред зграда, се симнавме, сега за сега имаме волку спакувано. Имаме уште спакувано до душа горе, но сега за сега волку можеме да однесеме. Ќе се вратиме уште неколку пати, оти ќе видиме со кола. Ќе биде малце покомплицирано, но тоа е што е. Ситуацијава е следна, се возиме во лифт, буквално сме фул, онаа накрцани, едва и стоиме у лифтов, едва има место. Денеска цел ден буквално уфрки сме у такви глупости и затоа не снимавме ништо. Нема некои многу големи содржини у видео, ама ќе седнеме и ќе кажеме што и како после само средиме. Значи се вселивме во новиот стан, тука ни се сите работи, не сме уште наместени, тука ќе биде сетот, тука ќе гледате
лайв стримови, најверојатно ќе биде оваа позадина тука, ќе видиме како ќе биде, што ќе биде. Тука исто, во оваа просторија исто е општ хаос, не се знае што е, како е едно друго. Мртви уморни сме, еве сум ја, здраво. Мртви уморни сме, не знаеме што ќе биде, како ќе биде, да одмориме, поутре ќе се радуеме. Тука има покари, ќе направиме некој рум тур, можеби стан тур и тоа е тоа. Тука ќе се едитираат видеа, ќе се прави магија. Мртви сме цел ден денеска. Денеска од 4 сат до 4 сат бев на работа, завршив со работа и од 4 сат до колку е сат, од 12 сат, од колку испе тоа, од 4 до 12 колку е тоа, 6-8 сати, цела смена. 8 сати, значи Стефан беше од 9 на работа, 8 сати без престан, пакување, распакување, вадење, товарење, претоварење, носење од еден од друг стан, пошто две тотално различни населби се станеиве и патување и у коли, глупости и се што и сега не останува само тука да се распакуваме. И дури имаме утре да отидеме у другиот стан да зиеме уште работи, јадења и не знам што. Така да мртви уморни сме, сега одиме да јадеме, негде да видиме надвор кај ќе јадеме, пренен туш да мавнеме со свежи емоцот и не сум ручан, буквално појаден сум нешто некој рајски смешно, буквално смешно. И одам сега, не знам веќе што зборам. Одам сега еден туш да мавнам и испајаме негде надвор да јадеме, се враќаме дома и се комираме. Добро утро, еве мал апдейт. Сега се наоѓаме у малце помал хаос, неоли претходно тука си испразнивме куферите. Тука ја наредивме гардеробата, подредена е по бои, по такви работи, треба да се доради уште алишта. Тука ќе биде сетапот, се радуваме малце чистиме, да се не снимам на друга страна е хаос. И тоа е тоа, сега одиме во стариот стан, имаме да собереме уште некои работи што треба да ги донесеме тука и некои јадење такви работи, така да тоа е тоа. Значи, последна тура на работи од стариот стан однесени се. Симјата се надоле, значи цркнавме во втор ден како се селиме. Денеска зимавме нешто ситен дел од работите на ситници што останаа, ама кој ќе речеш готово се спакувавме, само уште ситниците, буквално уште цела кола наполнивме, цел кепек. Имаше можеби 10 кеси со глупости. Гледате света дека сум преплатен, убрзање сме пак и кратки сме со време, оти сме на работа втора смена и така. Тоа е тоа. Станата среден мања више, работите се собрани мања више. И тоа е тоа. Не сте добро. Добар ден на сите. Накратко ќе ви објасниме кај се наоѓаме и зошто се наоѓаме малку подруга од просторија од вообичаено. Значи накратко цела приказка беше вака. Бевме у стан кој се наоѓаше у аеродром, живеевме четворица цимери, едниот требаше да напушти, тоа се случи негде околу Нова година, останавме тројца цимери во тој стан. Бевме јас, овој цимер сега и уште еден цимер кој нема да го именувам. Плаќавме кирија, живеевме у тој стан и беше се окей, до момент каде што третиот цимер не одлучи поради негови лични проблеми, да кажам, и поради негови лични одлуки да не напушти и да рече браќа, вечер не живеам веќе со вас. Не остави буквално во неизбежна ситуација кај што моравме во најбрз временски период да се преселиме од еден во друг стан. Моментално живееме во Карпаш 3, но тука имаше и малку проблеми, затоа што имавме интернет кој гласеше на негово име, тој интернет беше одјавен, затоа сега моментално немаме интернет. Тоа е една од главните причини затоа што нема видеа на каналот, затоа што нема стримови на каналот, нема контент. Ставаме ние контент на Instagram, на TikTok, на такви работи, кои го креираме и го аплодираме од мобилниот интернет,
но компјутерот не може да се поврзе со мобилен интернет, нели многу е слаб и се тоа. Во преговори сме со А1 за да ни дадат договор да можеме да се приклучиме, тоа ќе биде најверојатно следната недела. Затоа од следна недела очекувате дека ќе има видео. Ова видео најверојатно ќе испадне утре во петок. Наскоро очекуваме да ни стасе интернетот, што значи дека се враќаме со јак контент, се враќаме со стримови, се враќаме со видеа, се враќаме со многу луди работи. Имам спремно едно видео од Охрид кај што беше тотален хаос, тие што ме следите на Инстаграм. Знаете дека бев во Охрид, знаете дека снимавме видеа, ги запознавте некои од момците. Тие што не следите и тука Инстаграм, заследете ме слободно. Друга работа што сакам да кажам, не ќе да кажам лоши зборови за детето што се отиде, сакам само да кажам дека малку испадна нефер кон нас. Не остаи буквално у ситуација 5 до 12, тес ноѓете се вие, ко гајле ми е за вас, правите што сакате у тој фазон. Се снајдовме ние, фала му на Господ, се преселивме. Стефано ти беше на работа, моја должност беше да се преселам јас лично и да го преселам Стефан за 12 часа, што е многу мал период, имавме премногу работи, требаше да организирам и превоз, требаше да организирам и средување у тој стан, средување во овој стан и такви некои други работи. Имавме несогласување со претходната газдарица, што не ќеше капарот да ни обрати, не знам, се окучуваат некои други проблеми, такви работи, што не ве интересира вас, нема толку да го влекувам. Сакам само ви кажам дека сега сме преселени, сега се е окей, ќе се стабилизира цела ситуација. Ви се извинувам што немаше 2 недели видеа, поради тоа следниот период ќе има малку повеќе видеа, ќе се трудиме повеќе да снимам, ќе се трудиме повеќе да вадиме видеа, да има што да гледате и нели да потполниме таа празнина што ја направивме не по наша вина, но ете тоа што е. Ова видео исто додека го снимам немам интернет, но ќе биде едитирано од телефон и можеби нема да биде најдобар едит. Можеби нема да биде најквалитетно видео, но ете, сакам ова видео да испадне што побрзо, затоа што сигурно уште една недела нема да имам интернет. Не сакам да оставам веќе 2 недели нема видео на каналот, не ќе да оставам да има 3 недели празнина на каналот, затоа ќе го извадам ова видео најбрзо што можам. И тоа е тоа. Се надевам дека ќе не разберете, се надевам дека ќе бидете тука со нас како и претходно. Поддржувајте, ставите лајк и субскрайб. Се гледаме ние во некое не толку досадно, поинтересно видео. Стефан, фала брат за чешма што ја пушти да снимам, брат. Поздрав. Поздрав бе. Окей. Поздрав. Се гледа леко сум навеќе. Не, до тука се гледа. Ево, новиот цимер. Старо новиот цимер, нов цимер у новиот стан, стар цимер у стариот стан, а ево и си сега. Значи, тоа е тоа. Ставите лајк и субскрайб и очекувате некое следно видео. Не, очекувате следно видео што ќе биде од Охрид, што е многу лудо видео и сигурен сум дека ќе ви се допадне, така да немој да го пропуштите тоа видео. Се гледаме. Чао.